на Zoom линија да имам колешката Снежана Трпевска, доктор Снежана Трпевска. Снежана, добро утро. Добро утро, се слушаме? Одлично, да, благодарам. Ние заради пандемискиве услови, иако еве кадрот покаже дека и господинот Оливер Белопета седи во студиото со кого ќе продолжиме веднаш после разговорот со доктор Трпевска. Јас се обидуваме со овие Zoom да одржиме конекции, да одржиме некаква нормалност во македонските електронски дигитални медиуми. Ќе видиме до кога, како и што. Па и немаме друг избор голем. Снежана, јас посакав денеска да поразговараме не затоа што е студијата нова, таа е излезена пред, веројатно има веќе година-две како изнесена, но нејзината важност во тоа како сте ја поставиле таа стратегија е до 2022 година, а таа се вика плурализам на медиумската собственост во новото медиумско окружување. Па може би ова за Zoom што разговараме е тоа ново медиумско окружување. И ние сега разбираме и како медиумска заедница, веројатно и како јавност, колку е важен тој плурализам во медиумската собственост. Какви се вашите оценки? Студијата ја правевте со еден познат белгиски експерт, Жан-Франсуа Фурнемон, заедно ја објавивте. Што се главните заклучоци и вашите проценки во оваа студија? Добро утро за сите гледачи и слушатели, Сашо, и добро утро за тебе. Благодарам на поканата. Студијата ја направивме лани всушност, во мај ја работевме, а ја презентирав баш во времето на пандемијата, ја презентиравме некаде во септември. Значи, што е она што би било основен заклучок за подобро да се разберат овие сложени поими за кои зборуваме, медиумски плурализам и облиците на концентрација што ги анализиравме. Значи, станува збор за тоа дека медиумските закони, регулаторната рамка, значи кога ги правиме медиумските закони, ние имаме некои цели што сакаме да ги постигнеме во реалноста во поглед на медиумската слика што ја имаме. Во делот на законот за медиуми и законот за аудиовизуелни медиумски услуги, во делот што се однесува на медиумскиот плурализам, има серија одредби кои имаат за цел да спречат така наречена недозволена концентрација на собственоста. И има три облици на концентрација познати во медиумската политика: хоризонтална, вертикална и диагонална. Хоризонтална значи колку се дозволува во рамките на ист сектор, еве например само радио, само телевизија, само печатени медиуми, да еден ист собственик има повеќе медиуми. Вертикалната се однесува на тоа колку е дозволено еден радиодифузер во овој случај да е поврзан собственички со сродни дејности, како например дали може со кабелска дистрибуција, дали со маркетинг агенција, дали со други друштва трговски, во тој синџир на продукција на програмата, што се битни. И диагоналната е колку меѓу различни медиумски сектори, радио и телевизија, например радио и печат. Главен заклучок на нашата анализа на одредбите на законот е дека се многу рестриктивни, најрестриктивни одредби дури имаме ние во регионот. Во што е работата? Значи, кога се дизајнира овие одредби, дури од 2005 се одредбите, значи застарени се веќе, целта на тие одредби е да се постигне плурализам. Значи, некако од една страна да имаме разновидни медиуми, значи ако еден собственик има повеќе медиуми, да не влијае преку уредувачката политика и да го направи едноличен, секторот. А од друга страна пак да постигнеме да има и витален пазар, значи да се економски одржливи медиумите. Сега нашата оценка е дека ние имаме толку рестриктивни одредби во законот што едноставно не оправдуваат тие целта. Нашиот пазар ниту е економски одржлив, значи пререстриктивни, не дозволуваат никаква концентрација и не дозволуваат окрупнување на капиталот. Тоа е главниот заклучок. На мали фрагментирани пазари со мал прилив од реклами, од средства од огласување, вкупен ефект од сите овие можни ограничувања е дека пазарот не може натаму да се развива. Прашањето не е дали може да се развива, прашањето е дали може да опстане повеќе, веројатно, стеше да бидејќи
па обстанува некако, ако гледаме дека обстанува, значи таа бројка на медиуми сега има тука други причини зошто така обстанува. Ние уште првата стратегија за радиодифузна дејност која правевме 2007 година, сите субјекти што учествуваа во јавните дебати рекоа дека е прераситнет пазарот и му е потребна рационализација. Некакви мерки регулаторни треба, ама од тогаш навака не се случи рационализација. Значи не се случи окрупнување. Сите бараа, играчите бараа, меѓутоа постои некој страф ако се затвори еден друг медиум, дека сите власти всушност што биле и луѓето во регулаторот секогаш биле неволни, не сакале да одземаат дозволи или да укинуваат медиуми. Тоа се смета некако како ограничување на слободата на изразување. Сега многу голема дилема е што да се прави. И во секој случај, значи видете, ако се толку рестриктивни мерките, тие во крајна линија ќе се одразат на квалитетот на програмската разновидност што публиката ја добива. Еве вашиот пример, например, ние не дозволувавме, нејасен беше законот, регулаторот добро го толкуваше дека е дозволено меѓу радио и телевизија, ама недозволено е меѓу радиодифузија и печат. Зошто? Има ли причина? Вашиот пример, например, сме зборувале тоа, е позитивен пример во таа смисла, ако дојде до синергија, ако дојде до заеднички вложувања, ќе се добие поквалитетна програма. Впрочем, крајната цел на законот е таа, публиката да добие поквалитетни и разновидни програми. Снежана Трпевска, благодарам многу за оваа многу инструктивна, да кажем, една брифинг сесија во однос на овие прашања, бидејќи оние што ги следат медиумите немаат обврска и ниту потреба да ги знаат заднинските работи на тоа како функционира собственичката структура и по тоа како се произведуваат одредени односи и во самите медиуми, во медиумската сфера, како резултат на тоа. Благодарам за ова. Сашо, извини. Имам уште една реченица која има малку време. Ајде, да. Значи, тоа што не го спомна. Втората причина поради која мора да се менуваат одредбите е промената на тој така наречен екомедиумски систем. Публиката веќе тотално ги има променето на виките, тоа сите го знаеме. Значи, онлайн платформите се доминантен избор на информации и мора да се направат промени во смисла, значи развојни промени како и тие други сектори да се вклучат во регулацијата. Значи, не може да остане цел еден огромен сегмент од кој публиката се информира да остане надвор од некакви регулаторни мерки, особено кога знаеме дека има доминација на социјалните платформи. Ова се сега нови трендови пак во европските земји што ние не ги допираме во оваа студија. И тоа е втората причина. На крајот во заклучоците кажуваме дека треба и поради тие причини да се размисли за тоа како треба да се изменат законите со цел да се најдат нови механизми кои што ќе се адресираат новите проблеми што се случуваат, како огромното ширење на дезинформации на социјалните мрежи, дигиталните информативни медиуми и така натаму. Таков повик имаше и од самата медиумска индустрија кај нас. Снежана, морам да кажем дека јас доаѓам, како што е познато од многу традиционалните медиуми, бидејќи кариерата ми е долга, па уште пред да се измисли интернет се занимававме со новинарство, медиуми и така натаму, но денеска работам на платформа која што е апсолутно во рамките на ова што го разговараме и ги гледам сите предности на овој тип на дигитални платформи, предности кои што се однесуваат на продорот, на различната демографија на луѓето кои што ве следат, предности кои што се однесуваат и на цената на чинењето на медиумот. Доколку ова беше телевизиска програма во класичните телевизии какви што постојат, јас мислам, бидејќи барем ако нешто разбирам тие работи, мислам дека ќе беше најмалце едно 3-4-5 пати поскапо, зависно од амбицијата се разбира, за производство и за емитување отколку што сега вака го правиме, и тоа беше една од причините, меѓу другото и цената на чинењето на целиот производ, за да можеме да обстанеме во вакви услови. Да, се разбира дека тогаш и приходите се поразлични, бидејќи сепак телевизиите имаат поинаква улога и на пазарот за реклами од овој вид на дигитални платформи, но сепак можностите што ги дава овој вид на
медиумско ширење на овој вид на платформи е неспоредливо поголемо отколку да бевме оставени само на овој вид на, да кажем, старите технологии, електронски, радио, телевизија, точка, нема ништо друго. Така што, мислам дека е ова, што велат, work in progress. Целата работа е во процес. Во целиот свет е така, тешко одат регулативите, бидејќи технологиите се секогаш побрзи од регулаторите и треба некои работи да слегнат, да се видат консеквенците, за да може потоа да се доведуваат во ред. Снежана, благодарам многу за ова утринско вклучување. Баш ми е драго што се чувме, а мислам дека и нашите гледачи и слушатели ова ги занимаше.